Почитувани, Зоран Заев вчера призна дека сторил кривично дело и ја попречил правдата. Според неговото признание, со предвременото откривање на криминалот на двајца негови функционери, Заев оневозможил истрагата да финишира со докази, со кои криминалците би одговарале за тоа што го сториле. Самиот Заев вчера призна дека ја блокирал истрагата со неговите действија, при што криминалците имале доволно време да ги сокријат трагите и доказите. Заев, со попречување на истрагата, практично призна дека директно сторил кривично дело, повреда на тајноста на постапката од член 369 од КЗ. Да подсетиме дека Заев во октомври 2017 година кажа дека двајца функционери од неговата влада се осомничени за криминал и дека против нив е поведена постапка. Постапките во обвинителството се тајни и во ниту еден случај премиерот не би требало, ниту би можело да знае што работат обвинителите кои се посебен државен орган. ВМРО-ДПМН уште еднаш предупредува дека Заев со своето обеледенување ја попречува истрагата и дека постои опасност истиот да се договорил со криминалците за себе да земе дел од украдените пари. ВМРО-ДПМН очекува од јавното обвинителство веднаш да го повика Заев врз основ на допрен глас и да поведе постапка за негово оневозможување на правдата. Се сомневаме дека Зоран Заев свесно ја саботирал истрагата и дека за таа намера се крие материјален интерес за него, со што делото кој го сторил добива уште потешка квалификација. Заштитата на криминалот мора да запре. Одговорност мора да има. Очекуваме органите на прогонот да почнат да го процесираат криминалот на власта, но и подсетуваме дека доколку некој криминалец не биде санкциониран поради неговата блискост со Заев, тој ќе се соочи со одговорност по промената на власта, која ќе завладее правдата. Ви благодарам на вниманието.